На Северна Македонија и предстои долг пат во борбата против корупцијата, што ќе биде еден од клучните критериуми во процесот на пристапување кон Европската Унија. Некои навики ќе мора да се променат. Тоа нема да биде лесен процес, особено не на локално ниво, каде испреплетеноста на релациите и интересите е отежнувачка околност. Какво е искуството на граѓаните и што преземаат или не преземаат локалните власти? Од Петар Клинчарски. На секој 100 граѓани во земјава, 48 мислат дека има корупција во општините. Но во исто време, само 13 самите се соочиле со корупција, а од нив ретко кој ја пријавил. Дури кога се соочуваат со корупција, навистина се уште не се чувствуваат охрабрени и поттикнати и сигурни да пријават корупција. Неготино е редок пример на општина со назначено лице за прием на пријави за корупција од свиркачи. Но по цела деценија нема ниту една пријава. Тоа се должи на фактот што во помалите места сите се познаваат и мислат дека ќе бидат кажани кој го пријавил случајот. Има ли начин да се прекине магичниот круг на недоверба меѓу граѓаните и локалните власти за да се подобри борбата против корупцијата? Веле се меѓу ретките општини кои на официјалните веб страници ги објавија сите документи од областа на интегритетот и антикорупцијата и активно соработува со антикорупцијската комисија. Градоначалникот Аце Коцевски вели дека се и меѓу ретките со електронски прием за менаџирање документи, вклучувајќи можност за пријавување корупција. Основата е не во тоа дали ќе го има тоа на веб страната или нема да го има, туку како се во основа поставени работите во општината и во локалните установи основани од општината, дали провајува духот на дали се воспоставуваат политики за работење со нула корупција. Според истражувањето на НВО Инфоцентар, како веле се само 14% од општините во државата, најголемиот број или 70% од локалните власти немаат усвоено програма, кодекс или друг документ за спречување на корупцијата во општините. Високи 16% воопшто и не се потрудиле да одговорат на прашањата за потребите на истражувањето. Дека механизмите се само почеток, а не и крај на борбата против корупцијата, потврдува градоначалникот на Велес, посочувајќи ги постапките за легализација на бесправно изградени објекти. Јас не подпишувам ни еден акт за легализација на бесправно изграден објект, доколку на Google снимките во март 2011, кога е стапен во сила на законот, тој објект не постоел. Меѓутоа, во второстепена комисија ни ги одбиваат нашите документи и пресудуваат во полза на странките, иако таму било ливада, немало никаков објект, затоа што законот не предвидува како доказ да се користат сателитските снимки од Google, туку само изјавата на странката која е дадена на нотар. Неготино, за разлика од Велес, е на самиот почеток во процесот на донесување антикорупцијски механизми. И општина Неготино исто така има подпишано кодексот за однесување на државни службеници за работата на општина Неготино, меѓутоа во процедурите сме малце поназад од општина Велес, мораме да признаеме, за во наредниот период да ги конкретизираме овие процедури, да биде многу полесно достапно за граѓаните, да објавиме се на веб страницата и да ја намалиме ако има корупцијата во општина Неготино. Но оваа општина веќе една деценија има назначено лице за примање пријави од свиркачи за можна корупција. Може би апсурдно, но 10 години никој не пријавил такво нешто. Во последните 2 години нула пријави е и статистиката на ниво на сите општини во државата. Тоа се должи на фактот што во помалите места сите се познаваат и мислат дека ќе бидат кажани кој го пријавил случајот или слично, или дека вработените општина Неготино мораат да го слушаат градоначалникот дека не постапуваат по своите работни задачи што им се, и затоа мислам дека се обраќа до наредни инстанции за да некоја поголема сигурност чувствуваат и заштита спрема себе како пријавувачи на овие појави. Значи, Државната комисија за антикорупција на повеќе наврати си има обратено до општина Неготино на анонимни пријави, секогаш навремено се дадени одговорите. До сега не е поведен случај за прекршување на нормите и законите од страна на општина Неготино. Според истражувањето на НВО Инфоцентар, од репрезентативниот примерок на 1102 испитаници,
142 лица или околу 13% од испитаниците рекле дека имале директно искуство со корупција, но само 21 граѓанин изјавиле и дека ја пријавиле таквата пракса. Една од причините е што речиси 2/3 од граѓаните целосно се согласуваат со ставот дека пријавувањето корупција може да му донесе големи проблеми на тој што пријавува. Речиси 66% од граѓаните сметаат дека корупција има во вработувањата, во преопштините, јавните предпријатија, другите установи, понатаму дека има корупција во назначувањето на директорите на јавните предпријатија и другите институции и установи. Издавањето на градежни дозволи исто така високо котира со 62%, тука се испроведувањето на инспекцијскиот надзор со 61%, подготовката на деталните урбанистички планови со 59%, спроведувањето на јавните набавки исто 59%, доделувањето на субвенциите и на платата на даноците. Тоа се исклучително високи проценти. Исто така, она што е интересно, кога ги прашавме граѓаните која функција сметаат дека е најподложна на корупција, тие посочи одговор кој не им го посочивме ние, тоа дека сите подеднако. Како последица на овие перцепции и искуства, генерално, граѓаните гледаат со скепса кон локалните власти. Така, дури 37% од граѓаните имаат лоша оценка за својот градоначалник, што е речиси исто со 38% кои дале одлична оценка. 22% дале средна оценка, додека 3% одбиле да одговорат. Ваквата поделеност на граѓаните се одразува и во одговорите за тоа дали корупцијата е зголемена или намалена во споредба со 2017 година со доаѓањето на нова политичка гарнитура. Граѓаните немаат доверба, односно сметаат дека општините и другите институции само декларативно се борат против корупцијата. Патот за надминување на недовербата е секоја општина да преземе широка лепеза на мерки во зависност од нејзината големина и развој, смета Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации. И тоа, лица за внатрешно пријавување, за посредување со информации, за пријавување неправилности и механизми за анонимно пријавување корупција. Кога едно лице ќе прими пријави, што прави со таа пријава? Како ја разгледува? Кој ја разгледува? До каде оди таа пријава, како го врти кругот за повторно да се врати кај тој што ја дал пријавата, значи кај граѓанинот или кај било кој друг. Значи мора да има лице, сите да знаат дека постои тоа лице или барем општината да направи максимални напори да ги информира граѓаните и сите заинтересирани и да постои процедура што ќе се прави со тие пријави и како ќе се прави. Па да се анализираат на годишно ниво, па од нив да се изработат проценка на ризици, па да се види кои се со најголем ризик, кои најчесто се јавуваат, па соодветно на тоа мерки понатаму и така натаму. Филков препорачува и донесување на низ за антикорупцијски политики и механизми во општините на краток, среден и долг рок. На повисоко ниво антикорупцијски политики, декларација за антикорупција, понатаму лице за или повереник за етика, план на интегритет и спроведување на тој план на интегритет. Значи и инкорпорирање, ако општината веќе има, многу малку општини имаат план за управување со ризици, интегрирање на тој план со планот на интегритет или со антикорупцијската политика. Значи системско решавање на борбата против корупцијата бидејќи само така може да се реши. Значи со било кој од овие поединечни решења не може, повеќе би било на декларативно ниво заложбата. Меѓутоа, кога ќе се применат механизми, тие автоматски ви гарантираат законско работење и автоматски станува дел од работењето на секој административен службеник и на избраните и именуваните функционери на нивото на локалната самоуправа. А дека корупцијата на локално ниво реално постои, покажуваат бројките од антикорупцијската комисија, која од вкупно 24 седници одржани во 2019 година, на 22 разгледувала представки или пријави за градоначалници, совети или вработени во општини. Дури 1/3 од најсериозните прекршувања за кои антикорупцијска повела иницијативи за кривично гонење или утврдување одговорност се однесуваат токму на случаи на локално ниво.